Драги ученици, добре дојдовте на часот по македонски јазик за 7 оделение. Јас сум Јасминка Трајковиќ и вашиот денешен наставник. Зашто ќе зборуваме денес? Ќе зборуваме за белезите на народната поезија. Верувам дека ќе ви се допадне. При тоа ќе научиме да ги определуваме белезите на народната поезија. Нема да биде тешко воопшто. Ќе ги објасниме белезите на народната поезија и при тоа ќе анализираме една позната народна песна која што сите вие веќе сте ја чуле. Пред да преминеме на карактеристиките на народната поезија, да видиме како е поделена поезијата според создавачот. Според создавачот, поезијата е поделена на народна поезија, поезија која што потекнува од народот, која што е колективна творба, која што нема свој конкретен автор, и авторска, за која што зборувавме на претходниот час, која што има своји карактеристики и се разликува од народната поезија. За мене од секогаш била интересна народната поезија. Зошто? Се сеќавам, кога бев помала, мојата баба со задоволство ми раскажуваше народни приказни. Ги раскажуваше. Ние, како деца, со задоволство ја слушавме. Но со особено внимание ја слушавме и народната песна. Многу сакаше да ни запее некоја стара македонска народна песна. И оттаму ги знам. И ја теравме. Бабо, уште едно. Македонските народни песни представуваат дел од богатото фолклорно наследство на нашиот народ. И тие се особено важни за нашиот народ, затоа што изразуваат еден дел од нашето минато. Народните песни потекнуваат од најдалечното минато. Нивниот автор е непознат, анонимен, а се зачувале благодарение на устното пренесување. Богатството на народната книжевност е непроценливо. Токму тоа што ви кажав, од прабаба, на баба, на мајка, на ќерка, на внука. Групата на љубовни песни во нашата народна лирика е најобемна. Основниот мотив во овие песни е љубовното чувство, во сите негови варијанти и нијанси. А љубовта не се променила. Таа секогаш била онаа мотивирачка сила што го движи животот. Па се пеело за првата средба, за првиот поглед на улица, за мечтите за заедничкиот живот, а се пеело и за онаа тажната, неостварената љубов. Може би сликата ќе ве асоцира на песната која што денес ќе ја анализираме. Нели? Станува збор за една особено позната народна песна, а тоа е Билјана платно белеше. Веќе сигурно сте ја чуле во повеќе варијанти, но еве да се потсетиме на неа. Билјана платно белеше на Охридските извори. Оздола идат винари, винари белограѓани. Винари белограѓани, кротко терајте карванот, да не ми платно згазите. Платното ми е даровно. Билјано моме убаво, ако ти платно згазиме, со вино ќе го платиме. Бела лута ракија. Не ви сакам виното, тук ви го сакам момчето, што напред води карванот, што фесче носит надоко, и мене гледат подоко. Билјано моме убаво, момчето ни е свршено. За него вино носиме. Недела ќе го жениме.
Се надевам ви се допадна песната, иако е со тажен крај. Станува збор за неостварена љубов. Ќе ја прочитате уште еднаш песната и ќе ве замолам да се потсетите да прогледате кои зборови од песната ви се помалку познати и непознати. Да видиме кои карактеристики на народната поезија ги пронајдовме во песната. Ученици, народната поезија ја карактеризираат следниве белези или карактеристики. Пред се, бидејќи е народна поезија, таа нема свој конкретен автор. Значи, авторот е непознат. Таа била запишана од некој одреден запишувач, меѓутоа конкретниот создавач е непознат. Токму во таа насока, запишувачите одиграле огромна улога за народната поезија да биде достапна и за нас денес. Следна карактеристика за народната поезија е променливата содржина. Ќе забележите, додека читате народна поезија, дека една иста песна ја среќаваме во повеќе варијанти. Основата е иста, но таа се разликува по некои стихови, можеби и по цели строфи. Исто така, забележавме дека песната е напишана на дијалект, а не е напишана на литературен јазик, стандарден. Овој пат стануваше збор за Охридско-Струшкиот говор. Еве да ја анализираме песната. Во песната рековме дека мотивот е љубовна песна. Станува збор за влюбената мома Билјана, која што е влюбена во едно момче, но за несреќно е влюбена. Јазикот рековме дека не е стандарден, туку е дијалектен и тоа е Охридско-Струшкиот говор. Авторот е непознат. Содржината ја има во повеќе варијанти, кои што се многу слични меѓу себе. Значи станува збор за променлива содржина. Додека песната е организирана во слободен стих. Што ќе истражувате за доба? Пред се, мислам дека овој пат домашната ќе ви биде многу интересна, затоа што ќе треба да ги откриете варијантите на песната Билјана платно белеше, а ги има повеќе. И еве, ајде истражете како настанала оваа песна. Може би ќе пронајдете некоја легенда токму за песната Билјана платно белеше. Зошто баш Билјана? Исто така, замолете ги вашите баба и дедо да ви испеат некоја песна која што ја чуле од своите баба и дедо. Ќе ви биде забавно. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме во следна прилика.